вежбата динамички упад по објект, кој ќе биде изведен од страна на припадниците на ренџерскиот батальон. А за таа цел ќе искористиме комбинираната кула, која представува еден од капацитетите за обука во касарната Илинден, брзо јаже и репели. Сценариото за денешната задачата е дадена на еден ренџерски вод да изврши препад на објектот и да го неутрализира командното место. Пред да започнеме со вежбата, мало предупредување, ќе се користи маневарска муниција и артифици, шок бомби, димни бомби. Од зградата на челната и го обезбедува периметарот околу објектот. Периметарот околу објектот веднаш по нив следува елементот за напад и влезе во објектот од две точки од изврши чистење на објектот, од непријателот воедно ќе биде сведен прогласување на список дека објектот е чист, односно непријател. Ова е крај на вежбата. Дали се заблагодарам на вашето време и внимание, имате некакви попуст. Значи капацитет човечки околу и општина Чаир и Бутово од другава страна. Па нешто да. Господине врховен командант, господине началник генерал-штабот, почитувани гости. Дојдовте во батальонот за специјални намени на работната точка обезбедување на високи војни раководители. Споени и ќе бидат една по друга спонтанни. Така да првата работна точка ќе биде обезбедување, движење со возила и употреба на високи војни раководители е обезбедување на високиот воен раководител, обезбедување на конвој движење. Исто така имаме доаѓањето на самиот раководител на местото на настанот, ќе видиме реакција на дел од рубриката, односно од толпата, каде што ќе сакаат да го зајавето, за да го неутрализираат тој објект и безбедно да го извлечат високиот воен раководител на потребна локација. Ова самото лице е извлечено на безбедна локација и се продолжува со движење каде што има директно обезбедување при самото движење. Во оваа ситуација ќе имаме симултанен напад од различни страни со различен тип на вооружување. Реакција на самото тоа и безбедно извлегување до возилата. Со самото влегување во возилата продолжуваме со четвртата ситуација, во четвртата работна точка, каде што конвојот се придвижува и при тоа ќе биде нападнат, односно ќе му биде приредена заседба. На тој начин, возилото во кое што се наоѓа високиот воен раководител, тимот за обезбедување ќе позвати на обој со помош на службеното куќе ќе биде на безбедна локација каде ќе продолжи со помошните активности. Помошни што ги имаме. Ова е инаку миниатурно стрелиште и но не е исклучена можноста за присуство на експлозив кој би се користил за деструкција на тие владени институции. Специјални операции составено од два специјални оперативни тима кои имаат исти состав.
Составот на еден оперативен тим е следен. По добиени разузнавачки податоци, тимот постапува и организира заседни действия. Близко или подалеч. Со самото завршување е нападот на групата за напад, затекнатите диверзантско-терористички припадници, нивно претресување, собирање на и докомплетирање на разузнавачки податоци, кои подоцна би биле употребени во разузнавачките податоци ги дава кон претпоставената команда на анализа за понатамошниот испред вас. Тука сакам да потенцирам дека тимовите на се не ми е прв пат да го гледам. Сум го гледал во друго својство, сум доаѓал години наназад. Меѓутоа секој пат кога доаѓам, сум фасциниран од нивото на подготвеност. Тоа ја мислам дека да кажам оно што ни го кажуваат нашите сојузнички пријатели и партнери од НАТО алијансата, јесте и таму ако се споредувате меѓу најдобри. Ова не е фраза, ова е стварна листа. Од аспект на реформи, од аспект на барање. И од НАТО ќе ни бараат да ви направиме подобри. Значи да не сакам, sad доле го видовме тој дел од сите овие вежбовни активности, кај што се зборуваше за една мисија во држава која е при сакам да ви честитам за ова што го направите денеска, да ви посетам само сила и храброст и членство века, тоа да го заслужиш и од вас сте член на овие дел од оваа екипа. Третата редица назад 2-4. Станува збор за редов одбир на луѓе кои може тоа да го направат и не може секој. Значи не сакам да подценам ниту еден припадник на армија, во било кој сегмент од армија, меѓутоа ова е кремот на крем, ова е врвот на врв. Ви честитам, специјалната единица овде во армијата нема сила, Господ не може да ја расте. Не ја, и да сакам, а не сакам. Значи бидете уверени дека може да бидете само побројни, појаки, посплотени и подобро третирани од државата на која ви должиме. Државата ви должи на нас. Вие сте нашите најдобри амбасадори години и децении наназад и не можеме да се играме со најдоброто што биде.